Тоа секако тука се и 5 млади лица кои се прв пат се случува таков избор, значи и 5 млади лица се предложени за категоријата 13 величествени. Почнавме минатата недела со кратки разговори со предложените за оваа анкета и денес наша соговорничка е Марина Тошевска, граѓански активист. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов и ви благодарам за можноста денес да се подсетам и сама себе како поминала 2024 година и што се сите заедно сме направиле, а воедно и да ја споделам радоста и честа да сум дел од вака 13 номинирани величествени, зашто сепак е нешто што доаѓа од заедницата и не подсетува сите нас за тоа дека ние даваме некој придонес во заедницата. Така. Бевте изненадени што се најдовте на листата? Па да, ова беше, ја заокружи 2024 баш како една од најуспешните години во мојот живот. Навистина ние што ја следиме вашата работа, значи и приватно и на други начини на соработка, но и како медиум, и ние навистина сметаме дека вашата 2024 беше и тоа како успешна, па на кои најважниите моменти би им дале вака посебно значење? Она на што сум особено горда е успешноста на услугата помош и нега во домот, поттикнати, водени од мотото дека нема поголема радост од тоа да направиме позитивни промени во нечии животи. Започнавме да ја воведуваме услугава помош и нега во домот на територијата на општините Прилеп, Кривогаштан и Долнени. И 2024 ја означивме како успешна година дека навистина обезбедуваме квалитетни услуги за лицата во социјален ризик, особено старите лица. И на тоа се надоврза грантот да ова услуга ја направиме уште поквалитетна и да ги вклучиме и лицата кои што живеат во сиромаштија, што на 2025 веќе добивме можност да стартуваме со новиот проект медицинска сестра во земја, така да почнува да се надополнува и со тоа сме јас и мојот тим сме особено горди што некако како организација навистина стануваме препознатливи дека сакаме да правиме промени за луѓето во социјален ризик на територијата на овие 3 општини. Дополнително желбата, бидејќи по професија сум доктор по ветеринарна медицина, да некако се уште си останам поврзана со професијата, така не поттикна со мојата бизнис партнерка, го основавме нашиот бизнис и нашиот за прв пат го имавме во 2004 нашиот продукт Рики Трицтел, тоа е храна за кучиња и мачиња, кое што се добива од отпад од кланично потекло. За ова бевме наградени од Американска амбасада преку проектот на МАА за жени предприемачи со втора награда. Сите активности што ги има во текот на 2024 поврзани и во делот еве на моето почетно патување во бизнис сектора, меѓутоа активностите како граѓански активист во делот на социјала, меѓутоа и во делот на промовирање зелено претприемништво. Доведоа до тоа во ноември бев прогласена на Македонска Американска алумни асоциацијата како лидер во заедница, што исто така едно признание кое што многу ми значи. 2024 можам да кажам дека како организација ни беше година и на сплотеност и на успеси, се надевам дека ова ќе го си го пренесеме во 2025 да биде уште поуспешно. Но освен што и нашата заедница, зборувам за Прилеп, ја препозна вашата активност и вашата работа, па ве награди со трето ноемвриската награда. Какво беше чувството таа награда да се добие? Очекувавте ли дека ќе бидете препознаени како некој што навистина се труди да придонесе и да направи нешто добро за заедницата? Бенефитите и придобивките и за лицата во социјален ризик, и за нивните семејства, и за негователите кои што претходно биле долгорочни вработени лица, сега веќе имаат некоја економска независност при давање на услугата помош и нега во домот, а воедно и придобивките што ги има и самата општина Прилеп, со оглед дека исполнува законско врски, навистина на некој начин се труди да го подобри квалитетот на живот на граѓаните, беа некако препознаени, така да од почетокот во ноември, можеби неочекувано, можеби се надевавме веќе дека услугата беше толку многу промовирана и најдена толку позитивни реакции од целокупното население во општината, да ја добиеме наградата 3 ноември, тока баш многу ни значи, зашто е признание баш на нашата општина, на местото каде што делуваме. Нова награда се надоврза уште една награда на 16 декември, пак од општина Градско, и таму бевме препознаени
Ја добивме наградата 16 декември по повод денот на општина Градско за активностите што ги имаме во општина Градско, и тоа некако ја даде комплетната слика дека делуваме во локалните заедници, навистина придонесуваме да го подобриме квалитетот на живот и во урбаните и во руралните средини. Мене таа награда ми е посебно интересна затоа што ете општината Росоман одлучила, значи Градско, се извинувам, да награди некој што не живее во таа општина, но дал свој придонес во таа општина, и искрено покрај што ми е радост за вас и ви честитам, навистина им честитам и ним што ете одлучиле да направат таков чекор, навистина е интересно. Јас и јавно да се заблагодарам на целиот колектив и на советот и на градоначалникот на општина Градско, меѓутоа на локалното население, со кој што имаме одлична соработка да спроведуваме заеднички иницијативи за доделената награда, и верувам дека и во иднина и останатите општини ќе покажат отвореност за соработка, заради тоа што граѓанскиот сектор е секогаш партнер на општините, и на некој начин наша идеја и цел е да ги поврзуваме сите ентитети на територија на една општина, заеднички да делуваме со една цел, да се подобри животот во заедницата. Вие имавте и награда надвор од државава, така? Односно признание како жена предприемач, така? Беше доделена награда од страна на Американската амбасада кај нас, и во моментов да сум во процес на номинација да бидам представник на глобалниот настан што ќе се одржи во Барселона за жени предприемачи препознатливи во нивните средини, и баше тоа за бизнисот што го имам во делот на зеленото предприемништво. Препознаење ме во тоа што некако почнуваме да ја придвижуваме, да даваме придонес во придвижувањето на таа зелена транзиција кој што и текако е топ тема на глобално ниво, и сум една од менторите на глобалната платформа за зелено предприемништво, која што е креирана од организација од Шпанија, Кипар, Грција, така да заедно гледаме на некој начин да се поврзуваме, да се мрежуваме и како граѓански активисти, и како еве сега представници во економскиот сектор, да делуваме, да се промовира и да ги се зеленото предприемништво, да се поттикнуваат младите да започнат вакви потфати во светот на зеленото предприемништво. Значи сега сте покрај граѓански активист, сте и жена од бизнисот веќе, но сте и мајка, и сопруга, и како успевате да ги изменаџирате сите тие обврски? Што е тоа што Марина наутро ја мотивира да стане и да ги направи сите тие милион работи? Резервоарот на енергија си го полнам од моите 3 деца, и мислам дека тие ми се најголема мотивација и поттик да се вложувам, да го давам најдоброто од себе за да стана подобра верзија од себе. Она што секојдневно го учам од нив е дека ние секој ден треба да имаме мислата дека се околу нас е за нас луѓето, од нас луѓето и фокусирано на нас луѓето, и дека секој од нас треба колку што може да даде придонес да ова место каде што сме стане подобро за сите нас. Прекрасно. Ви посакувам да се сретнеме таму кон крајот на 2025-та, па да имате уште многу успеси да споделите со нас, но кој е вака нацрт планот за новава година? Многу соништа, не, еден поголем сом за остварување, најважно да сме здрави, она што успехот е неминовен, доколку се трудиме, верувам дека ќе бележиме успеси, не само ние како организација, јас како активист, туку сите нас заедно. Сакам да искажам благодарност до вас медиумите, бидејќи без вас и нашиот успех не би бил препознаен. И верувам дека ова 2025 година можеби ќе биде подобра за сите нас, заради тоа што некако преку вакви медиумски настани полека се промовираат и лица во заедницата кои што се дел од граѓанскиот сектор и бизнис секторот, кои на друг начин даваат огромен придонес, да не биде секогаш во фокусот само локалните политики и политичари, така да верувам дека ова ќе биде поттик и за поголема заедничка соработка на сите ентитети на локално ниво, па и мрежување на регионално и национално. Навистина можеме сите заедно да дадеме придонес дел по дел, а заедно да се поврзе сложувалката дека ова место ќе биде подобро за сите нас. Да градиме заедно општество каде што секој од нас е важен. Верувам дека со луѓе како вас тоа ќе се случи, особено ако им дадеме и внимание, затоа што со она што вие го правите, изборувате, влијаете и да се мотивира и некој друг. За крај, дали ја погледнавте анкетата, дали гласавте, односно за кого ќе го дадете вашиот глас?
Јас на сите што се најдуваат на анкетата е тежок избор да одберам за кого, зашто сите од нив даваат придонес и дале придонес 2004 и се уште даваат придонес заедницата, меѓутоа како лице за мене фаворит е Филип Николовски, заради тоа што он ми е синоним на љубов, на чистина, на нешто што навистина сите нас не сплотува и поврзува, колку едно лице навистина може да прошири и да поттикне таква сплотеност кон на сите нас. И сосема за крај, зошто да гласаат за вас? А тоа останува на граѓаните на општина Прилеп да одлучат. А јас им благодарам посекако на довербата и верувам и им ветувам дека и в 2025 година заедно и со мојот тим ќе продолжиме да имплементираме иницијативи и да носиме позитивни промени. Ви благодарам многу и ви посакувам успешна 2025. Ви благодарам исто. Почитувани слушатели и гледачи, тоа беше разговорот со Марина Тошевска, граѓански активист. Продолжуваме понатаму со Радио што се гледа.